Започнува петочното издание на Сончевина. Омилено затоа што го стартуваме викендот, токму одовде во оваа предпладневна емисија. И денеска треба да бидеме сите и како релаксирани, опуштени и позитивно настроени. Секако, со добра мисла, ајде овој викенд да го започнеме од овде. Со кафенце или чајче како сакате, но важно е овие 60 минути да имаме добра дружба. А ќе имаме и добри гости, и како доктор Жанина Петрова, која ни доаѓа од Визија, офталмолог, и жената ќе зборува денеска за проблематиката насловена катаракта кај луѓето, како се третира, како се решава, што во Визија предлагаат и што се има за да направат да таа биде отстранета. Уште едно гостување, но тоа ќе биде изненадување за нешто подоцна. Прилог дали сте знаеле секако. Сега, вака, кога ме гледате со очила, нели, нешто што досега не сте го виделе, знак дека во пријателите на Сончевина, во таа група влегува уште еден пријател. Станува збор за оптика Ели, кои што се наоѓаат во трговскиот Бисер на Приземје, локал 56. Има извонредни модели на диоптерски и очила за сонце секако, само вие појдете и ќе се уверите. А за тоа дека и цените ќе бидат за вас многу пониски, ќе ве увериме во некои од наредните изданија кога ќе доделуваме и гратис ваучери со 10 и 20%. Но за тоа подоцна ги поздравувам во меѓувреме Саши Мики ексклузив, ги поздравувам и Ламер Козметик, ме поздравувам и сите вас и ајде денеска да имаме 60 минути успешна емисија. Најнапред се загреваме со музичка numera или јас би го нарекла спот, затоа што кога има видео, тогаш повеќе се задржуваме на она што го гледаме. Гледајте и слушајте и уживајте и се враќаме назад со содржините. Ме немаш видено од лани, кога ти покажав кои се моите мани. Го врта светом на 4 страни, кога ги има со нив жените ги храниш. Дали си гладна, па ми глумиш ладна, очекуваш на твоето добро тело јас да падна. Со добри другарки за мојата банда, ова дело е реалност, а не само пропаганда. А во тој случај ќе бидам главен играч, нели? Ова е твојата секс игра, немој да се правиш наивна. Ова што се случува е чисто моја заслуга. Задно седиште, сакаш ли хауба? Јас сум професор, љубовта е наука. Дали си спремна за домашна работа? Може во петок, зашто зафатен сум сабота? Дали си спремна за шоу? Ајде движи се додека ритмот е јак. Ти си жешка, јас сум дете смело. Покажи се, сакам да го видам твоето тело. Дали си спремна за шоу? Ајде движи се додека ритмот е јак. Ти си жешка, јас сум дете смело. Покажи се, сакам да го видам твоето тело. Не треба да кажеш дали ме гледаш пак со исти очи. Доволно го знам твојот добар стил кога молчиш. Затоа пази, иста е твојата тактика. Познат став се, уште си како барбика. Уште пред да кажам да, кола си до бандаш. Покажи се, има само еден час мандат. Мислам дека имаш некои нови вредности. Пластика, силикон, имаш предности. А во тој случај ја ќе бидам главен играч, нели? Ова е твојата секс игра, немој да се правиш наивна. Ова што се случува е чисто моја заслуга. Дај ми мотив, може би нема да сум против. Кога сакаш дојди мило ми е што те спротив. Сега е добро, ги знам твоите особини. Тоа најмногу го сакам кај девојките фини. Дали си спремна за шоу? Ајде движи се додека ритмот е јак. Ти си жешка, јас сум дете смело. Покажи се, сакам да го видам твоето тело. Дали си спремна за шоу? Ајде движи се додека ритмот е јак. Ти си жешка, јас сум дете смело. Покажи се, сакам да го видам твоето тело.
Тендер за трамвајска линија во Скопје ќе се распише најдоцна во јуни, а изградбата би требало да започне кон крајот на годината. Трамвајската линија ќе се движи од Ново Лисиче по булеварот Јане Сандански преку центарот на градот низ булеварот Партизански одреди до населбата Ѓорче Петров, каде што ќе минува трамвајот, нема да минуваат автобуси, информира градоначалникот на нашиот главен град Скопје. Интерес за проектот имало од фирми од Франција, Германија, Полска, Чешка и од Хрватска. Според студијата во Скопје ќе има 22 трамвајски композиции, а возењето би чинело 40 денари. Скопјани до година ќе добијат и нов Луна парк, ова ме радува, а ќе чини сета таа изградба и инвестиција околу 10 милиони евра. Значи дека ќе станува збор за многу поубав и по модерен Луна парк. Ние ќе го очекуваме со нетрпение за сите мали дечиња да има каде сабота и недела да шетаат на нови играчки, на нови места да имаат можност да се рекреираат и да го минуваат слободното време. Одиме со втора сервисна информација која што гласи јубилеј на Златна бубамара на популарноста. Интересна сценографија во вид на гоцевата тераса, сала преполна со познати личности, пејачи, актери, политичари. Манифестацијата ја отворија златните славечиња кои ја отпеа роденденската песна на Златната бубамара. Режија, плиз. Добре. Јас се извинувам, драги мои, нешто од режијата ги слушам, па ги замолив да не ги слушам веќе, зашто водителот Сашко Коцев, ова е многу битно што сакам да го слушнете, ги доловил сите случувања, но направил една сцена на Златната бубамара на популарноста која и како е за памтење. Тој ја извел со македонската поп дива во комбинација со песната и неговата долгогодишна девојка Смилјана ја побарал за жена. Секоја чест, браво пријателе, ова е и како за пофалба. Следна информација ни е презентација на проектот Македонија без отпад 2012. Денес во големата сала на општина Киселавода ќе се одржи инфосредба на која представниците од Асоцијацијата за чиста животна средина Ајде Македонија Скопје ќе го презентираат проектот Македонија без отпад 2012. Целта на овој проект е да се развијат механизми за поддршка на граѓаните, општините и други засегнати групи и подобро да се справат со незаконското фрлање на отпад во нивните заедници со посебен фокус на неопасен комунален отпад што не се собира преку комуналните предпријатија. Оваа иницијатива е дел од светската кампања Let's Do It World со учество на 90 земји. Значи, имаме информација која што не замислува и како повеќе да се грижиме за екологијата, да не фрламе отпадоци, бидејќи е противзаконско и штетно за сите нас кои живееме и дишеме под исто небо. Сега одиме понатака следува дневниот хороскоп, да видиме што од звездите ни велат денес.
Дали сте знаеле кој е најширокиот мост на светот? Кога би ве прашале кој е најдолгиот мост на светот, сигурно би се сетиле да кажете неколку, но на прашањето кој е најширокиот мост на светот, сигурно би се замислиле. Тоа е Сиднејскиот заливски мост или оригиналното име Сиднеј Харбор Бридж. Познат по многу фотографии и по величествениот огромет за новата година. Овој челичен мост е изграден во далечната 1932 година со вкупна должина од 1150 метри и лак од 510 метри, е еден од најдолгите мостови во светот. Ширината на овој мост е околу 50 метри поширок од било кој друг мост на светот. Овој мост е доволно широк да има сообраќај во 8 коловозни ленти, 2 шински патеки, патеки за пешаци и патека за велосипеди. Дали сте знаеле како се додворуваат птиците? Многу видови птици не жалат труд за да го привлечат вниманието на партнерот. Најчесто мажјаците се додворуваат на женките. За да привлечат внимание, мажјаците можат да играат, да пеат, да се перчат или да ги покажуваат своите шарени делови од телото. Прикажување. Мажјаците на многу видови птици го привлекуваат вниманието на женките, прикажувајќи шарени делови од своето тело. Мажјаците на рајската птица може да виси со главата надолу кога се додворува на женката. Подароци. Мажјаците на некои видови птици го привлекуваат вниманието на женките, носејќи им подароци. Мажјакот на кукавицата тркачка на својата партнерка нуди гуштер, а мажјакот на долгоклонестата вртимушка на партнерката и носи риба. Градење на гнездо. Мажјаците на сениците ја привлекуваат партнерката со упадливи гнезда. Мажјакот на пругавата сеница гради комплициран покрив од гранчиња. Тоа гнездо служи само за привлекување на партнерката. По парењето женката ги снесува јајцата во гнездото, кое самата го гради. Дали сте знаеле што е мртвото море? Сигурно е чудно што едно море има такво име. Имено, во мртвото море нема животински свет. Реката Јордан се влева во него, но рибите што доаѓаат веднаш умираат. Ова море всушност е тесно солено езеро, кое лежи помеѓу Јордан и Израел. Долго е 75, а широко од 5 до 17 километри. Мртвото море има најниско ниво во светот и лежи 400 метри под нивото на Средоземното море. Пред милиони години, мртвото море се наоѓало 400 метри над нивото на Средоземното, но по долг сушен период испарила големата количина на вода, пошто сега се наоѓа на ова ниво. Од мртвото море не истекува ниту една река, и иако Јордан и околните рекички носат 4.740.000 тони свежа вода секој ден, таа брзо испарува поради високите температури во овој дел од светот. Ова испарување придонесува за големи концентрации на сол, магнезиум, хлор и бром. Мртвото море е најсоленото во светот и има од 6 до 9 пати повеќе концентрација на сол, отколку било кој океан во светот кои нормално имаат од 4 до 6% сол. Овие концентрации не дозволуваат живот во морето. Пливањето во ова море е несекојдневно и необично чувство. Поради големите концентрации на сол, вие сте на површината нон-стоп и не можете да потонете. Практично е невозможно да гњурите во него. Сега е време за мојата гостинка, ја најавив веќе, доктор Жанина Петрова, докторка која ни доаѓа од Визија, офталмолог, и морам прво да ве честитам 10 годишнина од постоењето на Визија е токму денес, нека е среќен роденденот. Ви благодарам. Сте 10 пати потолку да постоите и да бидете успешни како и досега. Благодарам. Јас сум горда еве што денеска можам да се пофалам со 10 години постоење на Визија. Посебно да потенцирам дека Визија, кога се отвори 2002 година, беше првата офталмолошка ординација, односно центар за очни болести, кој воведе за прв пат во Македонија операции на око на приватно. Да. Голем поздрав и до сите ваши колеги во Визија, се разбира. И најнапред да им посочиме темата на гледачите. Денеска зборуваме за катарактата како проблем на очите и секако сите симптоми, решавање на истата, и ги вклучуваме и гледачите на 3130-137 и 321-1906
Денес доделуваме, односно докторката доделува 2 гратис прегледа во приватната ординација Визија за сите вас што имате проблем, а сите оние кои сакате да поставите некое прашање, не сте сигурни, можеби имате некои симптоми или слично, ве вклучуваме и вас да докторката ви одели време и ви одговори на се што ви интересира. На самиот почеток, што подразбираме под катаракта или некои како што нарекуваат старечко перде? Катарактата е заматување на природната леќа во окото. Јас би молела од режија да се пушти филмот како би ова што го зборувам визуелно било појасно за сите што ми гледаат сега. A cataract is the clouding of the eye's natural lens, a structure which is positioned behind the делот предниот дел на окото и се гледа каде што пишува ленс, тоа е уствари природната наша леќа на која се јавува заматување кое се вика катаракта или старачко перде. Значи, причините за појава на вакво заматување може да бидат многу, со тоа што би кажала некој од нив. Например, една банална работа, секојдневно изложување на сончевата светлина без да користиме заштита, може со тек на времето да доведе до оштетување на метаболичките процеси во природната леќа на окото и постепено до заматување на леќата што се вика катаракта. Ова би молела ако може малку да се стопира, пошто веќе ова тече дел од оперативниот захват на катарактата. Сега прво да објаснеме, значи конкретно за заматувањето на леќата, која оди постепено. Значи тоа заматување не е одеднаш значи појавено и замаглено и одеднаш да биде видлив симптомот на појава на катаракта, него постепено постои промени во видот на пациентот кој понекогаш така се адаптира да долго време остане и појавата на катаракта неприметена, да кога пациентот во еден момент ќе се јави на очен доктор поради некакви проблеми со видот, додека понекогаш се диагностицира и катаракта што веќе стигнала во фаза за оперативен захват. Така да кај секој индивидуално, понекогаш луѓето и самите минимални промени во заматувањето ги приметуваат и се јавуваат на офталмолог, приметуваат дека нешто не е во ред со видот. Значи, едноставно со еден збор да кажеме дека заматувањето на природната леќа во окото значи катаракта. Така, споминавте дека треба да е во некој стадиум па да се дојде до оперативен зафат. Значи ли тоа дека има посебен вид на зрелост на катаракта и момент тогаш е кога треба да биде оперативниот зафат? Секако се разбира, значи, како што рековме, заматувањето на природната леќа има одредени стадиуми, почнува со едно почетно заматување, кое често пати е неприметно, и има одредени фази на зреење, односно заматување на природната леќа. Додека е почетно пердето, се разбира, не се препорачува оперативен захват, затоа што кај секој индивидуално, кај некој можеби во тој почетен стадиум пердето, односно заматувањето на леќата се задржи во тек на целиот живот. Има луѓе што тоа исто заматување го носат по 30 години и навикнале да живеат со тоа и едноставно не им смета па не се ни оперираат. За разлика од други, кај кои тоа зрење на пердето е многу брзо, па од појавата до самото стигање до моментот на операција поминуваат некогаш и само неколку месеци. Така, дали имаме можеби гледач на линија, дали некој се вклучи, ги слушнав телефоните дека звонат. Ајде додека да се воспостави линијата, кажете ми дали постои превенција или некој начин да ова се спречи? На самиот почеток споменав дека ете таа банална работа од носење на очила со заштитен UV филтер, значи една од главните превентивни мерки секојдневно што секој од нас може да придонесе за своето око да во некоја иднина не се појави катаракта. Пошто причините за појава на катаракта се многу. Значи тоа е една од причините за појава, меѓутоа постојат многу други. Значи не може комплетно да кажеме дека можеме да се заштитиме од појава на катаракта. Посебно карактеристично е пердето или катарактата за повозрасните години, покрај тоа што во денешно време доаѓаат се помлади луѓе. Еве јас би споменала уште некои од причините за појава на катаракта, па адекватно на тоа и како да се заштитиме од појава на катаракта. Многу болести, општи болести на организамот може да доведат до појава на катаракта. Би споменала еве шеќерната болест, метаболички промени во организамот кај луѓе што одат на дијализа и многу други болести што евентуално човек треба да ги држи под некаква контрола за да не доведе до една од компликациите на тие болести меѓу кои е и катарактата.
Исто би споменала дека катарактата може да се појави како резултат на повреда. Затоа треба да пазиме во секој случај да си ги чуваме очите. Катарактата може да се појави и уште од самото раѓање. Обично таквите катаракти зависи сега од кој степен на зрелост е таа катаракта, може да тера цел живот и да бидат во тој стадиум на заматување како што е детето родено, или пак ќе процени докторот да се оперираат во детските години за да не доведе евентуално до слаб вид понатаму. Значи не познава ова заболување возрастна граница. Дефинитивно. Така, имаме гледач на нашите линии. Здраво, кој ни се јавува денеска? Добар ден до првиот гледач. Ве вклучуваме и сте во програма. Ало, добар ден. Добар ден, сега ве слушаме добро. Кој ни се јавува? На телефона Весна Ѓуровска. Весна Ѓуровска, како сте ми денеска? Па добро еве. Има сонце, убаво е времето. Да, ни се стоплува и конечно ќе шетаме малце по не толку натунтани. Да. Кажете ни дали имате можеби вие некој проблем? Вака, јас сакав за да прашам, значи се работи за мајка ми, не е за мене проблемот. Добро. Дали може докторката нешто да појасни во врска со ретинопатија? Значи, има направено витректомија, па после витректомијата дали може би да се јават некакви проблеми, како се оди, мислам кои се после тоа, нели, не знам, што треба да се превземе и така натаму. Така, докторката ќе одговори, се разбира. Јас би ве прашала дали би сакале вие да изненадите еве својата мајка со преглед? Да. Ете така, одлично, значи во визија ќе кажеме малце подоцна во текот на разговорот каде точно се наоѓа, ќе си оставите податоци и ќе одите, се надевам ќе се најде решение. Ако имате уште нешто? Молам? Тоа е тоа? Да, за витректомијата, значи сакам да прашам, после витректомија, што треба за да се превзема? Дали, например, тоа е гаранција дека нели се ќе биде во ред? Дали може би повторно треба некој да се прави или некој друг преглед се прави? Значи, после витректомија што следува? Што треба да се прави, како да кажем? Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам и на вас. Да останам на линија, така? Молам, извинете. Не се слушнавме, да, податоци во режија оставате, а одговорот следува токму сега. Значи, вака, ретинопатија како ретинопатија конкретно нема ништо врска со денешнава тема, тоа е сосема друг проблем на окото и би кажала многу потежок од проблемот за кој зборуваме денеска, односно последиците на видот се многу пострашни и покрај оперативниот захват што е направен кај мајката на гледачката витректомија, значи видот не може да биде многу, значи, вратен како што пациентката сигурно се надева и очекува. Едноставно такви се промените во таа болест. Тоа значи уствари оштетување на задниот дел од окото, односно ретината, и може да бидат од различен тип. Предпоставувам дека можеби се работи за оштетување на ретината кај диабетичар, пошто најчест тип на ретинопатија се кај диабетичари. Стадиумот до кој дошла мајката на гледачката витректомија укажува на еден понапреден стадиум на ретинопатија и за жал, значи, комплетно да бидат тргнати тие промени што дошле до ова заболување едноставно не е возможно. Меѓутоа, до некаде сигурно е доведена ситуацијата под некаква контрола и овде би препорачала на пациентката да ја држат болеста што довела до појава на ретинопатија колку можат под контрола, затоа што таа ги причинила овие проблеми на ретинопатија. Чести контроли кај офталмолог, да се внимава на очниот притисок, во никој случај да не биде наднормала, пошто тоа више е додатна компликација што може додатно да го вгрози видот, и едноставно контроли кај офталмолог и поконкретно да се следи проблемот. Така, ете еден преглед добиваат во вашата врвна ординација. А сега имаме второ јавување. Добар ден до следниот гледач. Кого имаме на линија? Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Благодарам. Поздрав до емисијата, пред се телевизија Сонце, прекрасната водителка. Ви благодарам. Браво, сите најдобри похвалби. Ви благодарам, подршка е ова голема. Би сакала да прашам докторката дали може да ме прими еден преглед да направам. Митева Александра. Обавезно го добивате, тој иследува на второто јавување. Вие се јавивте како втора гледачка и имате можност да си отидете во визија и да видите
кој е проблемот? Треба да договорам термин да се јавам таму? Да, сега кога ќе завршиме со разговорот, ќе си оставите податоци, ќе ви дадат моите колеги број на визија, број на докторката и ќе се исконтактирате и ќе се закажете и ќе отидете таму. Ви благодарам, продолжите така, прекрасно сте. Фала ви многу, поздрав, следете не со, нели, ќе изненадуваме секојаш со добри содржини и вакви квалитетни гости. Докторке, ајде сега со преку видео убаво да видиме како изгледа таа интервенција на катаракта, да видиме и да доближиме што значи тоа операција на старечко перде, а вие може да ни објасните во детали што тоа значи. Вака популарно меѓу луѓето кружи зборот ласер, значи ласерско третирање на катаракта, па ова што сега ќе го прикажеме е тоа ласерско третирање на катаракта, макар реално е третирање на катаракта со факоемулзификација, односно со ултразвук. Значи, ова е еден рез со кој се возможува да се допре до внатрешниот дел од окото, каде што се наоѓа природната леќа, односно заматувањето и катарактата, кои треба во случајов да бидат отстранети. Значи, ова е начинот на кој се изведува тој чекор за да се полека отстрани тоа заматување што смета на видот, што прави проблеми на видот. Значи, сега ова е сондата од тој апарат со кој уствари се врши кршење на некој начин, односно разбивање на природната леќа, односно заматената природна леќа. За во следниот чекор, што сега гледаме во моментов, ова е сега тоа кршење на парчиња на тоа заматување што ни го направило на нашата природна леќа. Значи сега овде зависи од степенот на стадиумот на зрелост на пердето. Се разбира кај позрелите катаракти ова кршење е малку поделикатно, па затоа се препорачува да не е презреано пердето. И следниот чекор е собирање на тие раскршени делови од заматената природна леќа. Јас често пати, за да разберат луѓето, опишувам како на некој начин се усисивач, значи се собира сето тоа што е заматено, што еве сега го гледаме моментално, тоа чистење, значи на тоа заматување од природната леќа, при што треба да се внимава задниот дел од природната леќа, што се вика задна капсула, да остане неоштетен, заради тоа што во следниот такт ќе ни служи како подлога на која ќе биде сместена вештачката леќа, бистра, чиста вештачка леќа, која има одредена диоптриска моќ, за преку која ние можеме после да си го повратиме во комплетно видот и да можеме да гледаме, се разбира. Значи, ова е тој момент кога се имплантира таа вештачка леќа внатре во окото. Значи, како што гледаме, се работи низ многу мало отворче, што изнесува некаде до 2-3 мм. Значи, многу мало резче за се прави целата ова интервенција, што еве обликот на таа вештачка леќа која се става после внатре во окото, како замена на заматената леќа што веќе го споменав. Гледаме како таа се оптега во окото и на кој начин си влегува, си сраснува во окото и не прави апсолутно никаков проблем. Се стопува со самото око, со ткивото на окото. Значи, имплантирањето на вештачката леќа е подобавезно. Значи, ако не ја ставиме вештачката леќа внатре во окото, окото не може да гледа како треба. Може би се сеќаваат луѓето порано старите, значи носеле дебели стакла како филџани дебели, значи тоа го носеле такви јаки диоптриски стакла поради тоа што немаат внатре ставено вештачка леќа. За да го избегнеме тој момент, значи мора да се стави вештачка леќа внатре во окото. Начинов на кој ја прикажавме операцијата, како што реков, се прави низ многу мало отворче. Тој е најсовремениот начин на операција на катаракта моментално во целиот свет, што ние го правиме, се разбира, во визија, и после тоа пациентот може за многу кратко време да се врати на нормалните обврски. Така, дали после интервенцијата има болка, нелагодност? Во главном не. Значи, нема никаква болка. Заздравувањето е брзо. Заздравувањето е брзо, самата анестезија е локална, а оперативниот захват трае 5 до 10 минути. Многу и брзо. сега следува секогаш прашањето што сите кои го имаат овој проблем, прво, кога некој би им предложил оперативен зафат, обавезно го прашуваат, можно ли е лекување без операција?
значи за жал не е можно, нема во моментов никаква терапија, односно никаков лек кој може да придонесе кога веќе ќе се појави тоа заматување на природната леќа да биде запрено. Единствено зависи од самиот организам. Секој човек е посебна индивидуа и од самиот организам колку брзо тоа заматување ќе се развива. За колку брзо време катарактата ќе дојде до фаза на операција. Кажете ми дали после интервенцијата и после извесен период од неја е можно да се врати истото заболување? Истото заболување не може да се врати поради тоа што заматената леќа е комплетно отстранета, ставена е на нејзино место бистра, чиста, вештачка леќа. Меѓутоа, кога споменав дека еден дел од природната леќа оставаме во тек на операција, која се вика задна капсула, која служи уствари како потпора на која стои вештачката леќа, можно е со тек на време, посебно кај помлади луѓе, од самиот контакт, допир со вештачката леќа да направи еден вид на задебелување, кое понатаму може пак до некаде да смета на видот на пациентот. Поради тоа, значи пациентот може да биде подложен на една кратка, не е интервенција, него еден ласерски краток третман со кој се разбива ова заматување. Тоа више не се работи ни во операциона сала, него на самиот стол каде на прегледот. Прегледот и ласерот се разбива, одма си оди дома, буквално нема тука никаков рез, нема ништо и втор пат за среќа не се јавува ваков проблем. Да. Докторка, за крај, ајде уште еднаш да им ги кажеме на луѓето кои што имаат можеби проблем или се сомневаат во тоа. Пред се, кој е превентивата? Ајде уште еднаш, што се треба да прават за да се заштитат од ова? Значи, внимавајте на своето здравје. Ако некој има некоја хронична болест, обавезно држете ја болеста под контрола. Многу од тие болести може да донесат појава на перде. Посебно, ова би го споменала кај еден поширок дел од популацијата што има шеќерна болест, посебно инсулин зависен дијабет. Понатаму, внимавајте да не се повредите. Многу повреди, некогаш и беззазлени, може да доведе до појава на катаракта и едноставно чувајте го окото како нешто највредно. Така е, така. И носете очила. Да, обавезно очила за сонце. Да. Кога сме кај нив и кај диоптерските, поздрав до оптика Ели, ние имаме одлична оптика со која соработуваме. Поздрав докторка, јас ве очекувам во наредна прилика со нова тема. Се надевам помогнавме на многу кои што се соочуваат можеби со симптомите на овој проблем. Визија каде се наоѓа и бројчето може уште еднаш да го кажеме? Визија се наоѓа во Карпош 4. Лесно е за наоѓање. Бројот е 30 920 40, број на кој може да се закажи преглед. И ете, јас би кажала дека 10 години постои визија и 10 години цените се воопшто не променети од првиот ден кога постои визија. Тоа јас го знам бидејќи сум и ваш пациент, затоа ви го честитам уште еднаш 10 годишнината овој роден ден. Благодарам. Да го поминете денеска, да го прославите, па еве во прилог на тоа еден убав спот со музичка номера. Благодарам. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome and bienvenue. Вечера и свеќа за тебе постави и цела ног те чека, ти пак ме извиси. Свеќе за извини, веќе не ти помага и секој ден е иста приказна. Свеќе за извини, не заменува многу ноќи сама, што те чекам јас. Свеќе за извини, не ти помага, за да ти ја простам та другата.
od mene ke vidiš brzo kraj, podobar od tebe ke najde ta znaj. So cveke za izvini, ti ke se vratiš pak, ke me moliš no ke bide pred od sna. Cveke za izvini, ne zamenuva, mnogo noći sama, što te čekam jas. Cveke za izvini, ne ti pomaga, zrada ti ja prosta, ta druga ta. Cveke za izvini, ne zamenuva, mnogo noći sama, što te čekam jas. Cveke za izvini, ne ti pomaga, zrada ti ja prosta, ta druga ta. Nema prostor znaj, da ti prostam pak, boli se ko kraj, no boli lagata. Sto izgovori, prazni zborovi i moj ljubomori. Sedam cveke za izvini, može mene da me smiri. Jedno cveke za izvini, ne me kupuva. Svega druga su tebe, neka gubi zlatno vreme. Koga togaš, ta se paketi kaže kraj. Cveke za izvini, ne zamenuva, mnogo noći sama, što te čekam jas. Cveke za izvini, ne ti pomaga, zrada ti ja prosta, ta druga ta. оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп.
one way or another, I shall have deliverance. И гледате како во Сончевина пришалтуваме од област медицина во област уметност, она што е поинвентивно и покреативно и понекако фино за слушање. Тука ни е господин Љупчо Тодоровски, познат како УПА. Како сте ми денес? Супер сум. И ова позната, ова убава најава, баш делуjem вака убаво, нели? Така, и баш ова боја имате облечено денеска во црвено, онака ни одговарате на сценографија. Одамна, фала ви, одамна не сум носел, имав предубедувања. Многу народи имаат колективни предубедувања. Мажи имаат некои предубедувања, предрасуди. Така, да. Предрасудок значи пред да размислиш, нели? Да. Тоа значи зборот. Разни предубедувања. Некогаш тие им се чинеле во животот интересни, им помогнале и си го запишале и ако се променил животот, тие уште се држат како слеп за стап. Да. Јас имав едно такво предубедување дека црвена боја била боја. П боја. Демек не била машка боја. Да, да. Женава моја Марина ме утре победувајќи, бе да видиш шубот и стои. И сега прв пат решив, размислив за тоа и викам, чекај бе, дај малку да променам нешто во животот. И навистина убаво ми стои, а второ виде си одговараме, сега гледам на ова. Одговараме со боите, да, затоа велам поздрав до Марина што успеала да ви ја смени предрасудата. За секој маж стои една жена, тоа знаете таа поговорка. Јас мислам за секој успешен маж стои добра жена. Но за да бидеме рамноправни, сакам да бидеме рамноправни, ја поддржувам женската рамноправност, вклучувајќи го и последната одлука на Европската Унија да нема обраќање веќе со господица, туку само со господја. Секоја жена на 20 години да биде господја, на тој начин да покажеме, да изфрлиме сексуалното значење од господица, нели? Тоа што значи невиност, пред брак и така натаму, употреба на моминско презиме, зашто никој не бара моминско и машко презиме од маж. Така што јас
мислам дека и обратно треба да биде, нели? Да за секоја жена исто така треба да стои маж некој, кој што ја поддржува. Имаме доста примери во политиката. Имаме две министерки, за кои што стојат сигурно добри и благородни мажи, ги разбираат со такви обврски. Се менуваат времењава, бога ми. Не, и уште нешто друго сакам да ви кажам. Црвена боја некако кога дојда викам ќе одам во сонце. Тука викам ќе удраме на црвена боја. Наша македонска. Така. Денешниот повод што сте ни тука на гости, си пиеме кафенце, е тоа што се случува една многу добра комедија, представа, Ни ваму, ни таму. Така. Инаку во најавата не кажа, вие сте звучен режисер, актер, продуцент, се во едно. Да, во таа област, да. Тоа е област што ја држам. Значи театар, како актер, понекогаш и режирам и продуцирам. Пред 4-5 години со мои колеги од МНТ направив еден независен проект, се викаше Ќелавата пејачка, дури и Суза Спасовска прв пат играше на сцена од како била аматерка таа. Значи продуцирам во Словенија, каде што живеев последниве 10 години, заедно со своето семејство. Таму продуцирав и режирав десетици представи, играв во некои и со филм, со продукција, пишување на сценарио. Продуцирате и играте како актер. Тоа е, како да ви кажам. Мора да има нешто, тоа што се извојува како најголема љубов. Која ви е? Каде ви е најубаво? Кога си бравар, ти не можеш да се специализираш само браварија, ќе правиш, што знам, врати, прозори. Мораш и нешто да се разбираш и во други работи, нели? Порано мајстор, која ќе се кажело, маестро на италијански, сите луѓе било главно да голем дострел во животот било другите да те наречат мајстор. Мајстор не било значење само како мајстор, туку како човек. Тогаш немало услужни сервиси, немало поделеност на работа. Еден домаќин во некое село македонско или српско или бугарско, не е важно, тука на Балкан, па и сегде по светот, морал да знае куќа да си направи, да си ја опреми таа куќа, да седи во кафеана и да пие, да јади, и деца да одгледува, и да ги учи, и зимница да стави, и да ора, се, нели? Да. Значи, севкупност на знаењето, што за жал нашава цивилизација, посебно 19 век, го негира. Влегоа деловни луѓе, бизнисмени, нели? Бизнисмени. Влегоа и од 19 век почнаа да не делкаат нас. Не морало специјалистички да биде, морало да има професори. До тогаш како учеле децата? Па се по специјалност. Сега ние поим немаме. Не можеме на сијалица ке се расипе, мораме да викаме мајстор. Стануваме зависни, нели? Не сме мајстори. Способни да го соочиме животот во секој елемент негов. Не мора во се, и во најголема стручност, ама основни работи би требало да знае. Ни ваму, ни таму, представа која што премиерно ќе се игра во недела и понеделник од 20 часот во МНТ. Така, премиерно во МНТ. Инаку тоа е представа што веќе се одиграла. Тргна во, да, тоа веќе до 13 пати одигравме рекордни, да речем, за месец, за 35-6 дена, 40. Кога ја игравме, потоа имавме обврски, мони и јас спремаме некој филм, па не можевме до крај да одиграме. Таа тргна во Охридскиот центар за култура Григор Прличев. Посебна евала, да речем, или благодарност до директорката, која што минатата година кога го спремавме проектот, имаше слух и мирис да осети дека ќе излезе добра представа, ја поддржа. Заедно да настапивме на конкурсот на Министерството, добивме некакви средства, фала Богу не се лоши, не се ни кој знае колку, ама се пристојни, добри, можеме. И ја направивме представата, од таму тргна незино, ја играме во Охрид, сега играме на 10 месечини и на 23. Охридскиот театар ново воспоставен има еден посебен ден, сабота, кога се оди во театар. Јас се обидувам да го убедам Горан, директорот, да играм и во петок. Гледам дека се повеќе и повеќе има интерес, или некој друг ден,
ќе видиме, веројатно ќе се договориме. Но оттаму тргна низ Македонија, Дојран, Кочани, Куманово, не знам каде се. И стигнавме во Драмски, неколку пати ја игравме, голема посетеност. Ние скоро сите билети ги продаваме на каса. Не знам дали публиката знае, тоа е важен податок. Обично се продаваат по предпријатија, па се па поевтини, па проценти, некои па групни попусти, па студенти, кај нас нема тоа. Исклучиво на билетарата. Сите ќе си платат, бидејќи представата се гледа, нема причина да, што знам, да бидеме социјална установа. И онака се народ, да речам, има голем интерес за представата, вака благо, скромно, без да се фалиме речено. Така што, меѓутоа во Драмски не останавме, таму се дојде нов театар, се воспостави нов театар. Директорка е нашата колешка ценета Јелена Жугич. И одеднаш многу термини мора да се поделат помеѓу два театри, викам да менјаме локација. Не можеме, и отидовме во МНТ. Во МНТ, недела. Сега играме во недела и понеделник. Да, недела и понеделник од 20 часот, сите љубители на комедија и ја мислам дека овие културни настани се доскоро беа малку посетени. Сега гледам дека веќе се менува тоа. Јас секогаш во мојата емисија настаните ги споменувам, било кино, театар, нели, оние бизнис, културни семинари, сајми се во однос на културни настани. Па затоа ми е мило што слушам дека, значи, тоа е променето веќе. Точно е, Ива, значи, точно ви е забелешката. Во нагорна линија е гледањето на театарски представи и воопшто, сега прочитав дека наводно по некои истражување македонските читачи биле на врвот на балканските читачи, што мене пријатно ме изненади. И воопшто се што се однесува до културата, во последно време некако ова Министерство за култура и оваа влада, тоа е очигледно, немаме што тука да измислуваме, на голема врата ја поддржува културата, од градба на институции, објекти, до формирање, основање на нови театри, театар на комедија, Охридски театар, театарот во Гевгелие, 3 театри. Скоро револуционерно пристап, јас сум филмаджи, ја знам каква поддршка ќе имаме во филмот сега. Најавено е од премиерот лично и од Министерката за култура градба на прв пат во Македонија да имаме филмско студио, да имаме што таму, техника да се купи, камери, тон, да имаме филмска лабораторија, огромно. Да постигнуваме квалитет. Комбиња за театри, се реновираат еден во Охрид, по домови на културава. Жали Боже кој ќе се пожали од нашава бранша. Да. Ислам. Имаме гледач, а на тој гледач ќе му доделиме 2 влезници за оваа убава представа. Не, чекајте сега. Не. Прво рековме... Нема да дадеме. Дадеме 2 влезници. Да не се предомисливте. Не. Ама, дали обнародивте вие? Како? Дека кој ќе се јави ќе добие. Јас не ни стигна, видите, самата ваша појава ги натера да се јават. Така, ајде да видиме кој ни се јавува. Здраво до нашиот гледач. Може да ни се представите, во програма сте и ќе ви изненадиме со нешто, се разбира. Дали се слушаме? Што правиме? Кој е на другата страна? Додека да се воспостави контактот, сакам да ве прашам. Да најавиме, Ива, кажете. Да ве прашам, прво, никако не ми одговоривте, ве прашав и пред малку. Значи, каде, во режирањето, во продуцирањето или кога сте на сцената, ви е најбаво? Мора да има нешто од овие работи што е исполнува најмногу. Белја работа. Лошо прашање, Не, добро е прашањето. Не, настојувањето, или на македонски речено инсистирањето, настојувањето ме доведе после долго време прв пат да се замислам дали мора да биде така, дека мора нешто да биде повеќе од другите. Кај мене не е така. Не е така. Многу уживав додека пишував едно сценарио, кое што полека го спремаме. Многу уживав додека пишувавме Мони, јас и Бојан Трифуновски, исклучително добар, талентиран режисер и писател, вработен е во МНТ, додека ја пишувавме оваа пиеса Нива Мунитаму.
Ништо не можам повеќе да прави но среќен. сепак актерството е можеби. Ова ваша бранша ве прави среќен. Тоа е многу добро кога човек е исполнет максимално со нешто. Потполно и кога продуцирам и кога пишувам, но сепак актерството е малку, имате жив контакт, имате сепак актерството е малку. За нијанса. Ајде сега се слушаме, се надевам. Јас веќе чув некои звуци од другата страна на линијата. Кој ни се јавува? Ало, добар ден. Здраво, кој е на линија? Се јавува Весна Дамјановска. Весна, како сте? Весна? Добро расположен и убав ден. Да, петок. Супер. Викенд пред нас. Дали сте вие љубител на театарски представи? Да, љубител сум и бидејќи видов кој е ваш гостин и затоа и се јавив. Супер, одлично. Одлично. Сте чуле нешто за представата, Весна? Весна, дали се слушаме? Да. Дали сте чуле нешто за представата, мојот гостин ве прашува? Не. Не. Сега ќе чуете детали. Која е темата на оваа представа, кој игра во неја и така натака. Вие добивате 2 влезници за недела или за понеделник? Весна? За недела. За недела. Кажете ми презимето уште еднаш? Весна Дамјановска. Дамјановска. Добро. Весна, на билетарата на Театар Центар, Македонски народен театар Центар. Со лична карта. Со лична карта ќе се кажете дека сте добитник на 2 билета од преку телевизија Сонце. Договорено? Се разбравме? Да. Ете се разбравме, потврди ми. Дали е јасно, прашува гостинот, дека сте добиле и дека на билетарата со лична карта? Така ќе им пренесеме. Да. Важи. Ќе уживаш. Ќе уживаш и ќе се смееш. Ви благодарам многу. Ете така, поздрав, останете со нас. Чао, чао. Комедија. Во ова динамично стресно време, кога сите се преокупирани со нека брканица, трканица за екзистенција, кои со проблеми од премногу обврски на работа, деца и се што носи секојдневието, комедијата е, мислам, најдобра психичка терапија. Ива, многу точна забелешка. Ќе ви кажам, точна. Тоа е општо место. Меѓутоа, за нашиот случај сте погодиле ептен точно. Тоа беше нашата цел. Мони Дамевски и јас, кои што сме партнери во Нива Мунитаму и во животот воопшто, преку 30 на години сме заедно од академија, уште да речам неразделни. Сега имавме едно интервју во ТЕА, Ивана Таса е ваша колешка, и вика неразделни во животот, неразделни во уметноста. Баш така. Некако се најдовме како луѓе. И во филмските проекти, и во театарските, наша цел, поглед кон уметноста и кон театарот пред се, е да направиме представи, прво, кои што ќе кажат нешто за конкретните нас. Не општи теми, метафори, символи, светла, музики, па не разбира публиката, па се гледа меѓу себе, па излегува и вика, па да не сум јас глупбе, нешто не разбрав овде. Нели? Него да направиме представа која што ќе биде пред се за нас македонците, зашто ти не можеш да направиш ништо универзално, општо, ако не е конкретно. Ако не се препознае тој гледач. И да му дадеме некаква надеж, како американските филмови, со среќен крај, happy end, нели? Доволно му е немумачно, се тој платил карта, седнал во автобус, во такси, и уште ти сега ќе му мрсиш свила, и ќе му се правиш паметен, и уште ќе му направиш да се чувствува непријатно. Ќе излезе, па малку уште полоша расположен дошол. Па малку ли проблеми тој во животот? Така. Значи, тоа беше нашата цел. А повод беше кога слушнавме на една телевизија, на Радио Скопје, 2010 година, извештај на Државниот завод на статистика, кој што велеше во 2009 година првпат во Македонија еднаков број на доселени и одселени лица. Ми текна. Инспирација. Вика, Мони, ова е добра приказна. Муза. Тука има, тука има драма, кога се поделени картите. Како во општеството. Имате граѓанска војна, кога се едни за, едни против. Нели? И
Се договоривме со театарот, седнавме, Бојан го викнавме, напишавме пиесата, Бојан пред се, мислам, во основа, Трифуновски, и ја направивме пиесата за двајца македонци, кои што се наоѓаат на аеродром во Франкфурт. Едниот после 30 години или после 20 години транзиција решава дека е најлоша земја на светот Македонија. Пазете, најлоша земја. Немало полоша. Значи, тоа било страшно. А едниот и ке си оди. А другиот после 30 години се враќа од Америка и вика, оди бе ти бачко, поживеј малку таму, па да видиш како е. Значи, тука е тоа комичен заплет, смешен заплет, кој што ги превагнува, гледачот мора да ги превагне доказите каде е подобро. И затоа луѓето се чувствуваат ниваму нитаму. Како и најголем број македонци. Допладне плачат што се во Македонија, отпладне што не се во Шведска. Да. Ние сакаме, не носиме решенија, не навиваме за никого. Секој мора сам да дојде, да види, да се насмее, па Бога ми да се подзамисли. Зашто поднаслов на пиесата е Драмата е комедија. Да. Значи, ем драма, ем комедија. Така и не доживува публиката, оттаму ракоплескања, оттаму, да речам, фидбекот, одличен возврат имаме. Публиката навистина ужива, впрочем, еве, ако не ми веруваат, нека погледнат на Фейсбук. Имате група? Нива Мунитаму, да, има група една. Да, браво, точно. Така. Има една група, се вика Нива Мунитаму, тоа ја тргна некој момче од Охрид ја направи таа група. Па после ја викам, чекаве да контролираме ние што е тоа. Некој наш гледач 2-3 пати ја гледал представата. Да, и се отворил форум со сите размислувања. Да, форум, па после јас викам, јас бидејќи не користам Фейсбук, му викам на син ми, дај влези ти да ја контролираме оваа група, што е, како е, да не глупости да не се пишуваат таму. Во смисла лоши работи, неморални и така натаму. И до сега немаше. Многу убави одзиви, еве ги поканувам гледачите сами нека видат на Фейсбук, на YouTube нека погледат делови, инсерти од исечоци од представата, на веб страничката на МНТ. Има многу веќе материјал за представата. Да. Колку трае представа? Мислам дали е од оние подолгите ли? На здраве, кафенце? Фала. Представата трае околу 75 минути. Но ако публиката не е добра, може и до 2 сати да играе. Така, значи зависи од тие. Не. Да, зависи на 75-80 минути. Значи баш онака некогаш знаете да си бидете по, како велате, либерте и да си ја продолжите. Видете, тоа е жива материја театарот. Не можеш ти тоа... Затоа има голем замав и голема предност театарска представа за актерите, нели? Можат да не се контролираат во филм, еднаш готово ќе те исечат, ќе те направат и толку е. Но јас нешто друго сакам да ја поречам на публикава. Без при тоа да се правам паметен. Ова е само еден укажување, молба, просто еден друг поглед на работите да видат. Видете, сега гледам во камера и како да им се обраќам нив. Сите што сега ме гледаат, што имаат пријатели, роднини, љубовници, сестри, браќа, жени, мажи, деца, ве молам, без оглед, дали ќе дојдете на нашата представа. Има публика, прво не знам и како ќе биде со карти, нека си видат, нека си проверат, има доволно голема заинтересираност за представата. Но, јас ги поканувам да дојдат во театар. Зошто баш во театар? Да одат во кино, да одат на културен настан. Не дека таму нешто кој знае што ќе им се промени животот, туку дека таму ќе доживеат една поголема надеж. Ќе го видат својот живот дека не е толку црн и толку лош. Како што понекогаш може да ни се чини, и мене исто така, понекогаш ми се чини, ќе се разочарам, па нигде не ми се оди. Соберете напор, направете напор, соберете се, излезете од дома, седнете на автобус, има сега убави автобуси, отидете во првиот театар, одберете представа што ма ми се чини добра, погледнете ја,
ќе се наполните со животна снага и енергија да протерате барем 2-3 дена побаво. Па затоа и уметноста да даде надеж, да крепи, да даде кувет, да даде снага. Со еден збор, правете нешто за себе. Напуштете го телевизорот. Не мора цело време. Телевизорот може да биде, ако може да биде едно од најлошите забави. Не дека нема што да покаже, туку дека си седиш дома, бе, брате, тука си цел ден у таа дневната соба ли, кујната ли, цел ден седиш, пушиш, пиеш, од ручек на вечера се врткаш околу тоа фотелјата. Малку е, нели? Така. Скучено е што викаат србите. Одлично кажавте, малтене во вашево излагање ја кажавте дефиницијата на уметноста. Значи, таа постои за луѓето да ги извади од онаа монотонија во која знаат да се заробат. Апсолутно. Монотонија значи едноличност. Едно лице, еднолично е. Едно па едно се повторува. Или со нетрпение чекање на времето да почне серијата, која однапред знаат што следи во неа. Не, супер е и тоа, нема проблем, и серии нека се гледат. Малку мора да се излезе. Јас ве поканувам. Дојдете на Нива Мунитам и запомнете. Ако некој не е задоволен, лично ќе му ги вратиме парите. Ете така. Прв пат сега на 5-6 телевизии сум бил, 10 можеби, не знам колку ги има, не канат доста често, веројатно се потикнати дека е успешна представа. Прв пат кажувам во сонце. Кој не е задоволен, лично ќе му ги вратиме парите. Ете, супер. Сатисфакција. Тоа е и храбро. Така. Ама и потекнува од нашата сигурност. Гледаме досега како е публика. Ама поштено. Колкава екипа сте, кажете ми, во представата? Тројца играте. Јас, Мони Дамевски и Никола Кумев во Скопје. А Стрезо Стаматовски е во Охрид, кај што играме. Ние добивме покана сега, не знам дали знаете, може би е телевизија Сонце, знам дека се емитува и надвор, преку сателит. Да, секаде во светот. Веднаш после неколку пати, оценувајќи ја како интересна тема, наши таму менаџери, организатори на театарски представи ни се јавија и почнавме преговори за гостување во Канада. Очекуваме некаде во мај да имаме 4-5 представи во Канада. За Австралија е малку тој период не успеавме сега јануари, февруари, нова година кога е најдобро. Сега имаме една мини турнеја во април. Не, Канада е мај, во април сме Хрватска, 2 града, Загреб, Риека, Љубљана, Словенија, Виена, кај United Macedonian. Да, одлично. Значи кај обединетите македонци. Ќе видат и нашите селеници. Па ова е представа која што ги покрива и нас овде и селениците, зашто е проблем кој што и нив ги мачи. Дали да се вратат, како да се вратат, што да прават, како е таму, како е овде. Каде што отишла. Најчесто е до кога да издржат. Да. Пред да се вратат. Да. Ако постои некоја порака, нашата представа е добро секој да ги извага работите и кога ќе реши нешто да прави, без оглед дали да остане или да се врати, да не се каи, да не се двоуми, да го живее животот таму кај што ќе го реши, да го живее полно, а не на 2 седла на 2 магариња да седи. Мони и јас сме повратници. Ние сме едни од тие што ја дигнаа бројката на повратници во Македонија. Мони преку 25 години во Америка и има многу лично наши односи, наши погледи на работите, лични наши во представата. Веројатно затоа и ја препознаваат луѓето како своја, ја препознаваат како конкретна. Ние сме, велам, повратници. И го разбираме таа состојба да бидеш Нива Мунитам.
Одлично. Нива Мунитаму, недела и понеделник со почеток од 20 часот во Македонскиот народен театар. Примерно таму, претходно се одржувала и на други места, значи уште еднаш апел и покана до сите кои што ја сакаат театарската представа и сакаат да разбијат својата монотонија, нека отидат, нека погледнат и што е најважно, нека се изнасмеат. Тоа можем да им го ветам. Како вика порано, има една поговорка, кој ќе касне, ќе порасне. Така, еве јас за уште повеќе да ви одговарам, си ставив очила. Од каде ви се очилата? Не е важно. Јас ќе ви дадам сега попуст 20% во оптика или во бисер. Фала. Каде што ги има најновите модели. Многу си убави, сакам да забележам. Нели не вообичаен. Многу. Да, интересни се многу. Мене ми е време да ги променам. Ете така во оптика или тогаш. Каде е во трговски во бисер, во аеродром. Во трговскиот бисер во аеродром. Таму сум ја гледал. Да. Ете така. Фала за вашето гостување, ми се чини во ова петочно предвикенд издание ни го разубавивте денот на сите нас. Како на моите колеги, како на мене, така сигурно сум и на гледачите. Јас се обидувам сегде кај што одам, не излегувам кога не сум расположен, го сметам тоа како општа култура. Да. Како човек што не сме неистуширан да излезе надвор, да смрди, да мириса, несреден, што знам јас сега брадава едно сум заради представа една, но исто така мислам дека човек треба да дава кувет, надеж и снага, да охрабрува, да шири оптимизам. Да зрачи позитивна енергија, како што зрачите вие. Фала ви. Така, поздрав, се гледаме со нови теми, со нови подготовки за следни проекти. Дај Боже да ги има во голем број. А ние, драги мои, тука привршуваме. Јас сите вас лепотици и лепотани ве поздравувам и ви најавувам од понеделник дека конечно ќе се случи нашата акција Трансформација. Одбравме 53 годишна дама која што ќе ја носиме во салон за разубавување и ќе ја смениме тотално во собствениот изглед, ќе ја направиме понасмеана, сигурна сум, кај Саше Мики ексклузив и во Ламер Козметика. И така, значи од понеделник со нови гостувања, нови содржини и не заборавајте утре и задутре во сабота и недела викенд изданието на Сончевина, пакет на сите гостувања од тековната недела. Гледајте не и тогаш, а во понеделник премиерно. Поздрав и чао. Ќе станам и ќе ти ја учукам една. За Македонија. Македонец? Сме сибале мамата. Сега сум за прв пут на прав пут. Колега, ама. Ама сега нема, така? Што збориш? Ме жулја патикава па да видам шо е. Бачко моје саучешće. Менјам тема. Мишерин Македонија. У пичку материну. Што бе се и брадата ти смета, а?